Од следниот месец пензионерите очекуваат дополнителни 2500 денари на своите сметки. Заклучно со минатото покачување за истата сума и новото, вкупно тие ќе имаат 5000 денари на своите сметки. Ваквото покачување го потенцираше и премиерот Мицкоски во последните изјави за пензионерите. Пензионерите пак со поделени мислења велат дека според високите цени во маркет, ова покачување ќе има некаков бенефит. Очекуваме и па и те не стасат, ама тоа е. Многу давачки, многу пари, многу тежок живот. Пробаме, што викат, се да проба. Животот да, се на проба животот. За ден. Такво е веко дојде. Да немаш 5 динара. Па треба да има. Треба да се појави. Сега, дали ќе има обеќаното, дали ќе се изврши. Ќе помогнат малку. Некаде малкичко, некоја ромка. Чекаме, Боже, ако не. Биде ли добро? Ќе биде, декад ќе биде. Со 15.000, сега 12, 15 ќе биде. И дека добро. Малку ќе има некој корис за тие што имат ниски примања, меѓутоа тоа е ништо, нула. Пензионерите велат дека најголем дел од пензиите им одат само за лекови. Истакнуваат дека дополнителен товар им се цените во маркет и сметките за струја. Абе цените и дуговите, плати струја, плати вода, плати за телевизор до 3 дарки. Таа века 4 дека немам 3 дарки да дај повеќе. Ја, капат и под капата ќе биде, не за глава. И под неа ќе биде. Само за лекови ги даваме парите. Цела по 8-9 давам за пчиња. Многу скоро ние не знам дека ќе не е крај. Дарки нема да е доле. Лекарствата у аптеките 10 нема 10 лека 2 дарки. Во согласно со ситуацијата, пензионерите во Македонија ќе го добијат вториот дел од ветените 5000 денари на 1 април со исплатата на мартовската пензија. Првиот дел од 2500 денари веќе беше исплатен во октомври. Власта истакна дека за овие средства се обезбедени доволно ресурси во буџетот и дека не очекуваат никакви проблеми со пензискиот фонд.